Сестра ми останала тој ден на балконот и долго гледала пред себе, но тој не се вратил. Тогаш таа постојано седи на балконот и го чека, надевајќи се дека еден ден тој ќе се врати и ќе ја однесе некаде далеко со себе. Брат ти вика дека тоа е измислена приказна. Елена вика дека е вистина. И јас никогаш не би можела да бидам со турче. Ке умрам, ама туркиња не станува. Ти си мој. Дамјан, моја севда и прва изгора. Скита по планини. Нема ред ни во главата, ни во телото. Пушката му е најверна љубовница, а барутот најубав мирис. Убил повеќе турци отколку што јас имам години. Се слуша дека низ телото му кружат 9 куршуми. 6. Ако. И еден е многу. Имаш кибрид? Добро вечер и добре дојдовте во 458-то издание на филмскиот магазин на ТВ Телма Филмополис, кој вечерва комплетно ќе биде посветен на премиерата на новиот македонски филм Балканот не е мртов, која се случи во петокот во киното Милениум во Скопје. Колку што добро не служи сеќавањето, филмот минатата година го затвори сега веќе предпоследното издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки, па и ве чекавме дури една година за да се случи и официјалната кино премиера во Македонија. Вечерва разговараме со главните протагонисти во филмот, режисерот Александар Поповски, потоа продуцентот Роберт Насков, а исто така и главните актери во филмот Никола Ристановски и Драгана Костадиновска. Ги гледаме и слушаме нивните импресии и секако зборуваме за сето она што значи филмот за нив, какви се нивните очекувања и нормално каква е понатамошната агенда на филмот, играње во киносали низ Македонија, присуство на фестивали. По соба со пијано на Игор Иванов Изи, македонската филмска есен ја збогати премиерата на новото остварување на режисерот Александар Поповски Балканот не е мртов. Филм со долга историја зад себе, почнувајќи од предпродукцијските проблеми, што ја долговлече реализацијата на проектот, па се до кинопремиерата една година по официјалната фестивалска премиера минатата година на Браќа Манаки. Иако кинопремиерата беше најавена за минатата пролет, сепак таа се случува дури есенва. Затоа на почетокот не интересираше тој аспект, зошто се чекаше толку долго време за македонската публика конечно да го погледне овој филм. Набивавме тензија. Не, шега на страна, технички беше проблемот. Ние на Манаки го прикажавме бидејќи веќе објавивме дека филмот ќе се прикаже на затварањето и настанува немаше повлекување. Сега е филмот комплетно направен, имаше проблем со тонот. Тие технички поединости се направени комплетно како што треба и сега филмот изгледа онака како што го замислувавме заедно со Александар. Они што малку разбираат од филмот, што разбираат повеќе во техничките работи, во однос на самиот грейдинг на сликата и во однос на тонскиот микс, ја приметат разликата сега вечерва на премиерата и во деновите што следат. Така да филмот са конечно си го доби оној лук што го посакувавме, бидејќи тонот е многу важен во овој филм, од проста причина што таму концептот на филмот нема сценографијата, така да по едини моменти многу е важно да чуете тон, односно некои звуци кои појачуваат атмосферата во филмот. Асан! Музафербек реши да те земе за жена. Музафербек ти носи цвето далеку, од дома го носи. Асан! Не сакам. Асан! Се навреди. Музафербек многу ретко дава цветови, ама кога дава. Го фатиле годините. Голем сорт има, но треба жена. И баш мене ме одбра. Да, Зашто ти треба жена? Асан! си изнервира. Ај, покажи му една цицка. Дамјан, Немој да те терам со сила.
За мене уметност е она што успева да се пробие низ време. И секогаш времето е контекстот во кој што одредени работи функционираат или не функционираат. Кога е пишуван текстов, прв пат тоа е време на распад на Југославија. Кога прв пат ми текнало дека би можел да го правам, а направив театарска представа наместо филм, беше конфликтот во Македонија. Искача во едно време кај што нели се е совршено и се е добро. Она што е и секогаш е времето репер. Немек така било времето. А всушност не. Всушност ние како индивидуи, нашите реакции, тоа е она што остана. И филмот носи таква приказна. За едни постапки кои битно ги менуваат работите во контекст на едно чудно време. И баш тоа, ако функционирало пред 14 години, а функционира и денеска, ми дава за право да мислам дека сме направиле еден филм кој што има универзална порака. Зошто те донесе? Ти смени Вера? Не. Те си луваше. Не. Па што ти направи? Ми даде бомбони. Какви бомбони? Француски. Имаш? Да не сакаш да се помолиш? Ќе помогне. После Битола мислев дека ако имаме веднаш премиера нема да имам никаква трема. Сега ми се појави пак и мислам нашата публика е критична со право, нели? Меѓутоа сметам дека филмот е занатски добро направен затоа што сите автори се солидни и врвни, но за едно нешто сум сигурна дека имаше извонредна енергија додека се работеше и каква мана и да се најде на филмот, мислам дека таа позитивна енергија сигурно ќе пробие и сета љубов со која што го работи. Балканот не е мртов е популарен текст на драматургот Дејан Дуковски, кој долго време беше популарен на театарските сцени. Тоа беше добра поидовна точка истиот да се стави и на големото платно, затоа што базата создадена на театарските штици сигурно представува провокација за оние кои ја засакале представата, истата да ја видат и во кинохрамот. Така се наметнува заклучокот дека овој филм дефинитивно има потенцијал да биде сакан и од филмската публика и дека тој е и правен за неа. Секако дека нас ни е од голем интерес да филмот се прикажува и по фестивали, меѓутоа е за мене исто така подеднакво важно, ако не и поважно, како ќе го прими публиката. Така да ние со самото тоа што филмот се очекуваше, не сакајки ради тие технички моменти и долго време не се прикажуваше, се набиваше некој вид тензија која се може да биде и негативна, се разбира. Така да ние се обидувавме тоа колку што можеме да го балансираме за да публиката едноставно си го прими филмот на оној начин кој што требаше да го прими како да би се прикажал година дена претходно. Така да мислам дека како год да е и да не ги спомнуваме сите оние изминати години што филмот се случуваше со него, сите оние неубави работи кои се зад нас. Јас мислам дека публиката многу позитивно ќе го прими филмот, дека топло ќе реагира на него и на неговата приказна и очекувам дека многу ќе биде добро примено од публиката во Македонија. Сега јас ќе се ставам еве да бев ја во публика, па дека тоа дека победи љубовта. Јас цел филм на тоа инсистирав, заради што текстот има ваква политичка страна, националистичка, секаква, јас секогаш инсистирав на љубовната приказна, мене ми е таа линија најважна. Ке се врати. Никој не се вратил од кај Осман. Дамјан ке се врати. Ми вети. Ако не се врати, ако умре, ако го убијат, ако се случи најлошото, Не може да умре кога го сакам. тоа не значи дека не можеш да го изгубиш. Ти го сакаш и Кемо. Не. Не можам да разберам што е вистина, што е измислено во таа приказна. Не знам. Што сакаш да ти кажам? Вистината. Ке ми веруваш?
Не можам да верувам дека си можела да сакаш Турчин. Гледаш дека не е важно дали е вистина или не. Според дел од протагонистите на филмот, Балканот не е мртов поседува една фина детска наивност преку која се испраќа јасна порака дека не секогаш најважните работи се оние кои ги движат работите напред, туку дека и малите нешта се од витално значење за функционирањето на светот. Сега бев на еден фестивал кај што играше овој филм и после проекција кажав дека е ова еден многу наивен филм. И ама тоа не е проблем, затоа што ми се чини дека овие паметниве работи не ги поставуваат точно диагнозите. Мене ми се чини дека на моменти детската наивност што ја поседува овој филм е за мене многу правилна и точна за она што сака филмот да го каже. Филм за публика, филм кој што со прекрасни актерски остварувања, мислам дека ќе ужива луѓето и во приказната и во актерите. И јас секогаш на некој начин поаѓам од себе, поаѓам од работите кои што ги сакам и мислам дека е многу на еден многу наивен, ама под наводници на убаво наивен начин прикажано сето она за кое што зборува филмот. И мислам дека тоа е неговата најголема предност. Во изминатите многу години, а можеби многу векови, многу паметни луѓе и многу паметни институции не успеа да освен што повремено успеваат да диагностицираат, не успеа да влезат во сршта на работите, затоа што реалноста е оптеретена со суети, со предрасуди, со догми. И во таа смисла ми се чини дека она инфантилното, односно детското, е можеби најблиску да ги не да ги решава, меѓутоа да ги укажува излезите на еден многу едноставен начин, затоа што кај децата постои една реченица која ти го правиш зошто, детето одговара па така. И тоа во реалниот живот е тешко дозволиво, но кај децата на децата им го прифаќаме тоа. Така да тоа е моето основно чувство на кога гледам овој филм и после година дена од како практично беше прикажан. Осман го спреми ова само за тебе. Го фатиле годините, ако не пробаш, многу ќе се налути. Ти донесов леблебија со суво грозје. Лубеница среде зима. Не сакам. Бамбам. Француски. Јади си ги сам. Свили. Долами. Не ми треба Што сакаш? да ме пуштиш. Немам тоа... Не те разбирам. Ме држиш затворена со денови. Никогаш нема да можам да те сакам. Никогаш. Одвратен си ми. Не си заљубена во мене. Те мразам. Губи човекот што го сакам. Ти си Турчин. Ај Кемал е Турчин. Тоа е измислена приказна. Мене ми звучи стварно. Елени го сакала Кемал. Ти сакај ме мен. Ти си болен. Од љубов. Знам дека ти треба време. Само работата е што јас немам време. Што мислиш колку време ќе ти треба да ме засакаш? Ке умрам. Ама туркиња не станувам. Умри. Еден од главните квалитети на текстот е тоа што тој поседува фина доза на иронија и црн хумор. Не интересираше дали тоа е еден од начините да се објаснат некои луди работи кои постојано се случувале и се уште се случуваат на Балканот.
А може би не со црн хумор, може би повеќе со тоа што, пак ќе кажам, со постапките. Значи, она што ми се чини дека е тamo најинтересно е едно малечко девојче кое што успела да смени една голема работа. Може би нема да смени текот на ова е као некоја неофицијална историја. Ние знаеме како се распаднало Отоманското царство, како настанале други царства, но има едно малечко камче кое што е било битно. Ние мислиме дека сме неважни во себе ова, ама важни сме. Значи, секој мора да верува во својата индивидуалност и во она што го прави, бидејќи сме важни. Носителот на главната роља, актерот Никола Ристановски, е еден од оние кои постојано има можност да игра на балканските простори и со тоа директно да има увид во она што ги преокупира балканските театарски и филмски автори. Со оглед на сите турбулентни случувања на овој европски полуостров, од кои некои се уште траат, не интересираше колку истите автори успеваат да согледаат каде лежат проблемите и можеби да дадат одговори на нив, односно колку тие успешно ги ловат и ги представуваат илјадниците балкански приказни кои светот треба и мора да ги види. Пред некој ден истиот фестивал ме праша за што значи тоа македонски филм. Исто као во балканскиот филм постојат огромни разлики. Не можеш под една етикета да ставиш се. Има различни режисери, има различни теми, различни сценаристи, различни гледања, различни струи. Во овие последни 15 години на Балканот се случија многу филмови кои што беа многу детерминирани од една единствена тема. Зошто ова не се случува? И јас имам голема почит кон сите автори кои што се бавеа со таа тема. Меѓутоа мислам дека треба да се закопа малце подлабоко, треба да се вратиме дома у кујна, затоа што проблемите од надвор не ни доаѓаат преку прозор у кујна, туку од кујна ни излегуваат. Значи, во суштина, кога би кажал каков филм и какви теми би сакал да работам, тоа е точно тоа. Значи, да се занимавам со изворите на сето тоа, а не со констатација на проблемите или со флоскули. Во таа смисла мислам дека е тоа тенденција и во некој светски филм, зборам за авторскиот филм секако. И во таа смисла безрезервно го сакам овој филм, затоа што мислам дека е тоа еден искрен обид. Се друго е ствар на вкус, ствар на предрасуди во смисла тоа што е тоа филм, како тој треба да изгледа. Мислам дека веќе се и во филмот има толку голема догма за тоа кои се параметрите при правење филм, така да секој бегство од тоа мене ми е задоволство. Ајде слушај, слушај, калеш бре ангјо, што тамбурата свири, калеш бре ангјо, ана мада Нема да бидам. Што е ова? Песна. Она што на филмот на Поповски му следи е киноприкажувањето низ цела Македонија, а можеби и по некој фестивал. Сепак режисерот е подготвен и за нови филмски предизвици. Уште пред Балканот ми стои мене Диво месо како една наша приказна со потенцијал да биде европска приказна и едно сценарио кој што го работам со еден словенечки писател и режисер Горан Војновиќ,
на здравје Боже ќе видиме како ќе се развиваат работите. Нека тргне ова како што треба. Сега следува дистрибуција низ Македонија, сите оние градови кај што може технички да се прикаже овој филм. Во изминалата година тој веќе се прикажа на 2 фестивала, на еден во Франција и тука во соседната Србија на фестивалот на режија во Лесковац, така да според тоа, поред овие 2 фестивала можеме да го видиме и смерот во кој што ќе се движи неговиот фестивалски живот. Мислам дека тоа ќе бидат помали фестивали од што претежираат онаков артхаус филмови и така да мислам дека и фестивалите и селекторите ќе го бендисуваат се повеќе и повеќе дека тој ќе си има и убав фестивалски живот. Што си му ти на Осман? Куче? Ако умре Осман, ќе умреш и ти. Ти си тоа што Осман сака. Без него не си кајал за ништо, не можеш ни да мочаш без Осман. Ако му треба коњ на Осман, ти ќе бидеш коњот. Глуп голем турчин на Осман. Осман ти е прва севда. Девојките во харемот велат дека си им опасна конкуренција. Кога ќе му го слушнеш гласот, гледаш во земја како млада невеста. Бадијала зборам. Нити влага, нити излага. Осман е ајван. Што е Осман? И на самиот крај од магазинот, посветен на новиот македонски филм Балканот не е мртов, мислењето на продуцентот Роберт Насков околу неговата потенцијална кандидатура за Оскар, приказна која беше главна тема во изминатиот период, во која и овој филм и Соба со пијано останаа со кратки ракави. Мислам дека е донесена погрешна одлука, затоа ни еден филм да не иде на македонски, да не представува оваа година за Оскар. Меѓутоа, јас ја почитувам одлуката на комисијата. Тој таа така одлучила со сета незина одговорност и јас немам ништо што да коментирам понатаму тоа. За мене, она што беше полошо од самата одлука е тоа што се случуваше по донесување на таа погрешна одлука. Мислам дека таков тип на, јас ја нареков турбофол комуникација, не им доликува на луѓето што се занимаваат со филм. За мене занимавањето со филм е привилегија. Не мислам дека така треба да се решаваат проблемите. Постои место, тоа е Друштвото на филмски работници, кај што треба да разговараме и да ги поправаме грешките ако се направени. И уште една работа многу важно, не е точно. И Балканот не е мртов, можеше да биде македонски кандидат, бидејќи ги исполнуваше комплетно условите. Јас 4 години бев председател на комисијата, ја водев комисијата за Оскар кога бев председател на друштвото и многу добро ги знам пропозициите. И сите што беа инволвирани во тој процес на бирање, односно не бирање на македонски кандидат, ги знаат тие пропозиции и знаат дека Балканот не е мртов, можеше да биде избран, бидејќи е, како што викаат американците, eligible да оди таму. Се случи што се случи, тоа е зад нас. Истата секунда кога се објави одлуката, за мене тоа беше завршено. За мене е интересна сега само дистрибуцијата на Балканот не е мртов, како оваа прекрасна публика ќе го прими. Дајте ми го телото на Дамјан. Девојкава го бара телото. Зошто го бараш телото? За да го закопам. Заслужил. Нема човек што не заслужил. Јас не сум заслужил. Дајте ми го телото. Беше страв да дојдеш. Од тебе. Мене би ми било многу страв. Немам зошто. Животот не е се. Љубовта е се. Без љубов немам живот. Што ти беше тебе, Дамјан? Се. Не носам. Не. А што ви, брат? Дај го телото.